По подлога пауза, градот Штип и бореци клуб Балканец се потрудија да бидат одлични домаќини и перфектни организатори на најпознатата и најзначајната боречка манифестација Македонски бисер. Овој турнир е подобар веќе од 10 поминати години што беше досега организација. Една одлична организација и една од голема благодарност до борачкиот клуб Балканец. Значи тука учествуваат 12 земји, околу 50 борачи, значи имаме квалитети борачи, има што учествуваат од Руманија со медали од европски првенства, од балкански и медитерански медалисти има и презадоволни сме од учесниците што се тука. За составот на нашата селекција. Составот на нашата селекција, селекторот ова година одлучи да настапува со млад тим, значи буквално е комплетен помладиот тим, да им даеме шанси заради, знаете, 2020 не чекат олимписки норми за Токио и полека очекуваме од нова генерација да извадиме една норма за да може да учествуваме на Олимпијадата за 2020. Рековте во последните 10 години најквалитетен турнир. Може ли да очекуваме во иднина овој турнир да го стекне реномето на еден Дан Колов, Јашар Догу и сличите на нив турнири? Па тоа би требало да се направи, да мислат порано раководствата што беа, што го донесаа борењето до дното. Благодарение на мојот тим моментално што сме со заменикот Дејан Богданов, со спортскиот директор Страше Глигоров и тимот што е у федерацијата, што можеме да кажеме и да се пофалиме дека за 6 месеци можеме буквално да кажеме дека 360 степени е сменето целата работа во федерацијата. И ви гарантирам дека за многу кратки години ќе има таков лик и нашиот турнир и ќе дојде сјајот на борењето како што било порано и ќе биде најтрофеен спорт борењето пак у Македонија. Рековте дека досега е добро организирано, значи ли тоа дека технички се опремено според сите оние стандарди на боречката федерација на Европа? Нормално дека сите цела техника е комплет направена, знаете дека македонскиот бисер е под покровителство на УВВ, Светската федерација. Јас само сакам уште еднаш да им заблагодарам на брачата Богданови од Штип што го држат боречкиот клуб, исто така и мојот заменик што една одлична организација бисерот денека се одвива без проблеми. А кои гости можеме да ги очекуваме бидејќи свеченото отварање ќе биде по пладото? Па има покана, значи, премиерот на Република Македонија, господинот Зоран Заев, имат покани министри, има покана председателот на Олимписки комитет и многу врвни спортисти како што е Шабан Сейди, Зоран Шоров и другите поред што се. Мислам дека ќе биде во една одлична атмосфера. Ви посакам успешна организација, па кој е најдобар нека победи? Да, кој е најдобар нека победи, благодарение на вас што не следите секој чекор, што му помагате на борењето да го врати сјајот како што беше поранешните години. Многу заслужни и легендарни бораци, носители на трофеи од балкански, европски, па и светски првенства, како и од олимпијади, со своето присуство го красат бисерот и сведочат за некогашните добри стари боречки времиња. Борењето има потреба за нас, за мене, за мојот колега Трстена, за Зоран Шоров, за сите останати бивши спортисти, треба да им помогнеме на младите. Останува, значи, понатаму да ние имаме средби вака и да се договараме што би можело од нас да произлезе за подоброто на македонскиот спорт. Значи, жал ми е што борењето последните години ги нема тие успеси као порано, да во Македонија сега, имајќи ги сите услови и можности, например, во борењето сепак треба да имаме поголеми успеси, но се надеваме дека понатамо и со нашата поддршка борењето ќе се воздигне, ќе се врати во бившото време. Финалните борби, како и доделувањето на признанијата на најдобрите, ќе се одвива во текот на поплодневните и вечерните термини, за што ќе информираме во наредните информативни изданија.